Почитувам министре, јас би сакал да ми искоментирате еден мал дел, именно темата е стара, веќе неколку години, студентските домови. Да. Јас разговарав деновиве со некои од студентите и самиот сум бил до студентските домови. Тие се уште се жалат за хигиената, за храната и за греењето во студентските домови, а неодамна прочитав во едно списание и дека имало закани кон една од студентките, која што на Facebook или некои од социјалните мрежи се жалела, пишувала како тоа не ја одговараат условите, како некој треба да преземе нешто. Дали сте вие запознаени и кој е вашиот коментар? За конкретното лице или за конкретната објава на социјалните мрежи не сум запознаен и апсолутно никому не сме да се заканува во земјата, секој има право да си го изнесе сопствениот индивидуален став, како што и секој индивидуално има право да одлучи дали сака да седи во студентски дом или не сака да седи во студентски дом, а истовремено секој може да коментира за тоа како е неговиот индивидуален став по однос на квалитетот на живеењето во студентските домови. Јас сметам дека во делот на подобрувањето на условите на живот во студентските домови се работи, треба да се работи уште повеќе. Ние во нашите планови активности имаме предвидено дополнителни санации и подобрување на просторните услови за живење во студентските домови. Не велам дека е совршено, но истовремено не можам да кажам и дека е лошо. По однос на квалитетот на храната и на греењето, не можам да, значи ако говориме за индивидуални реакции, во тој случај јас до мене генерална реакција не е. Тоа може да е ваша индивидуална перцепција. До мене генерална реакција не е стигната по однос на квалитетот на храната и на греењето. Со тоа што со греењето и самите знаете дека не секогаш и самите студенти ги почитуваат правилата на греење, па затоа пред еден известен период можеше да се случи прилично немил настан, затоа што определени студенти си уклучиле греалки, си ја напуштиле собата, ги поставиле на своите спални кревети. Тоа е веќе невнимание. Тука не станува збор за системска одговорност или системски пропусти. Ја не можам да претпоставам каква може да биде индивидуалната реакција на некој во студентскиот дом и каква непромислена работа може да направи. Но ве уверувам дека како министерство продолжуваме да ги подобруваме условите. Пак ќе кажам, не велам дека се совршени и истовремено не велам дека станува збор за некаква комплетна генерална забелешка на условите во студентските домови. Пред се нема греење, така и не им дозволуваат да уклучуваат печки, а нема греење, така да мора студентите нешто да прават. Не е точно дека не им дозволуваат да ги уклучуваат дополнителните грејни тела. Има јасни инструкции како треба да се користат грејните тела за да не се случуваат немили настани, во тој поглед сметам дека треба и самите студенти малку да бидат повнимателни во делот на ризикот тој кој што може да се доведат во студентските соби во кои што живеат.